Ја најавивме веќе нашата утринска тема и фокусот на кој што нели денеска го ставаме фокусот на онаа тема која што е актуелна, поточно високите температури кои што ги живееме или топлото време во кое што треба да ги почитуваме препораките. Рековме дека она на кое што ќе се фокусираме денес е токму можеби онаа категорија на граѓани кои што имаат и кардиоваскуларни проблеми со оглед на кардиолошки нели заболувања, со оглед на тоа што кардиолошките заболувања се уште на врвот на листата на болести, а сите граѓани генерално треба да ги почитуваат препораките и сето она кое што Институтот за јавно здравје го препорачува во овој момент. Срцето под стрес, односно како да се справиме со овие горештини, тоа е една од нашите теми денеска, меѓу другото ќе зборуваме и за високиот крвен притисок и летото, кое што знае да биде ризична комбинација и да ги знаеме сите потребни работи како би превенирале, а исто така и редовните прегледи кои што апсолутно влијаат и се дел од самата превенција. Ги спомена докторката од итната медицинска помош и колапсите, па ќе ја прашаме нешто и за тоа нашата денешна гостинка или професор доктор Силвана Јованова, консултант кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Добро утро, докторке, и добро дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Убаво ќе биде и утринското поглавје со вас. Соодветно можеби за она што се носи едукација во етерот и препорака што ќе може да биде нели во почетокот на овој месец јули. Зад камери нешто ние така и си направивме некој кус мовет горе доле, меѓутоа вие велите сепак овие теми можеби да се апострофираат, да се адресираат и до ургентните клиники и така натаму, но ова е соодветно, мислам дека за да се појавите на телма. Јас искрено речиси секој ден периодов и покрај препораките ги гледам за жал по некој пат и тие загрозени наши сограѓани кои што ги имаат хронично нели да речем болни пациенти и така натаму, сепак не се почитуваат правилата. Токму затоа можеби резултира јавувањето кај итната медицинска помош со повеќе повици. Не знам како е вашето децениско искуство, меѓутоа не си ги почитуваме правилата и покрај тоа што ние можеби еве денеска ќе збориме. Апсолутно сте во право и тоа беше и мотивот што дојдов да гостувам во вашата емисија со оглед на тоа што можам да кажам и здравите луѓе и млади, како и нашите пациенти се несериозни кога станува збор за горештините и за климатските промени и нивното и потребата да го адаптираат своето однесување кон новонастанатата ситуација и услови. Значи, така што никогаш не е малку и треба да ја користиме секоја можност да зборуваме за тоа и да ја подигнеме свеста за заштита на своето сопствено здравје, кое што не е само лична нели одговорност, туку секој поединец има и одговорност спрема семејството и спрема општеството, така што малку диапазонот е поширок. И затоа еве и колегите од итна медицинска помош постојано даваат изјави, предупредуваат, колегите од Центарот Институт за јавно здравје, еве ние како кардиолози, Црвен крст исто така има убави и осмислени акции за да допринесе за подигнување на свеста. Кога зборуваме за како нашето срце ги издржува жештините, особено кога ете и кај нас бројката или процентот на граѓани кои што имаат кардиолошки проблеми е прилично голема, тогаш веројатно е добро да знаеме и на кој начин оние кои го имаат тој здравствен проблем се и малку повеќе подисциплинирани и ја следат состојбата, но оние кои што можеби имаат некој симптом, а не го забележуваат навремено, или пак ако зборуваме за крвниот притисок, и тоа како треба да се знае, како да се препознае, кои се симптомите и како тоа може да влијае, односно како жештината влијае и во овие денови, што е тоа што би требало да го направиме, па би... А и затоа се вика тивкиот убиец. Да, тивкиот убиец. Па на почеток самот, нели, целиот разговор, така, да биде и сериозен, ќе кажеме дека научните сознанија укажуваат дека климата влијае тесно поврзана со кардиоваскуларното здравје. Сите климатски промени или фактори, како што се температурата, влажноста, атмосферскиот притисок, влијаат на кардиоваскуларниот систем, како на здравите лица, така и на пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Во услови на високи температури, како што се сега, посебно во период кога имаме премин од
постабилно време или нагли промени на температурата, мора да настане адаптација на организмот со вклучување на компензаторни механизми. Тие имаат определена моќ и ефикасни се, секако дека кај здравите тој капацитет е поголем, за разлика од пациентите кои што веќе имаат постоечко кардиоваскуларно заболување, кардиоваскуларно заболување кај кои што малку е нарушен капацитетот на тие компензаторни механизми, односно совладување на високата температура. А тоа е фактички опасноста кај покачената температура, што доаѓа до загревање на телото и мора организмот со своите механизми да доведе до ладење, за да не настанат неповратни промени и нарушување на организмот. Како една биолошка вентилација. Вентилација, да. Системот е отварање на крвните садови, на периферијата на телото, поточно на кожата, значи ние викаме вазодилатација, за што повеќе крв да дојде во тој дел на телото и топлината преку потење и после испарување на потта да се отстрани од телото во надворешната средина. Мислам, тоа е тој компензаторен механизам. Разликата и дистинкцијата која би рекле зимски и летни услови. Зошто баш летото е баш ризично можеби за луѓето со хипертензијата? Видете, ризично е и летото и зимата. Да. Кога станува збор за хипертензија и за срцеви болни, посебно оние периоди на преод. Кај нас е такво поднебието што имаме ние нагли преминувања од ладно, како што беше сега мај дожлив, ладен и одеднаш температури до 40 степени. Тоа е стрес и за најздравиот организам, за да се адаптира и да ги совлада тие температурни разлики и да се приспособи да не дојде до оштетување на организмот, а не пат за веќе пациенти кои што имаат некоја хронична болест. Исто така и од потопло кон кога настанува заладување и во тој период имаме доста пациенти, фактички ни се полни клиниката. И практично да речеме трансформацијата на овие нагли промени температурни и здрав човек, здрав пациент може за жал да биде да може да биде пациент, значи може да има влошување кај веќе постоечката болест, пореметување и да дојде до појава на болест на кардиоваскуларна некоја болест и кај претходно здрави индивидуи или кои што не знаеле, можеби има некое латентно заболување, значи кои што генерално немале некои потешкоти. Многу е често во ова време, нели секој од нас во секојдневието по одредени обврски во текот на денот и тоа е неопходно, но истовремено треба да бидеме доста будни и внимателни во делот на поминување, односно преминување од топло на ладно, од ладно на топло, не само кога зборуваме за времето или за климата како се менува, туку и во климатизирани простори од топло време или надвор, влегување во молови или објекти кои што се прилично климатизирани, каде што температурата е вистина пониска. Тука често знаат да се случаат влошувања нагли кај одредени граѓани. Истовремено нели споменавме дека колапсите се оние кои што го дефинираат овој период со оглед на бројката повици кон идната медицинска помош, а и докторката спомена дека тоа е резултат на намалување или спуштање или паѓање на крвниот притисок. Значи тука не зборуваме само за оние пациенти кои што имаат висок крвен притисок, туку и оние кои што нагло може да доживеат тоа, поточно да се спушти притисокот и да се доживее колапс. Еве и од ваш аспект точно за тоа и совети повторно потсетување дека таква нагла промена на температурата не треба да си ја дозволиме ние, бидејќи тоа зависи од нас, треба да се прилагодиме. Секако треба да се избегнуваат, значи толку големи температурни разлики за многу краток временски период, на пример од шетање во 12 часот на улица и влегување во една климатизирана просторија која што е има секакви афинитети до 18 степени температура. Тоа е вистински шок за организмот и затоа препорачуваме амбиенталната температура, значи во климатизирани простории, некаде да биде 23-24 степени, значи тоа е она температура, и зимно време што бараме да биде еден баланс, што е најоптимално, од едното и другиот е навистина голем стрес. Одење од ладна просторија на топло може нагла вазодилатација да направи
на кожата, нели, за да се адаптира на висока температура и да се олува телото и да дојде до намалување на крвниот притисок и една колапсна состојба, како што се случува деновиве, а и обратно, може од топло, кога ќе влеземе во една климатизирана, силно климатизирана, да кажеме, просторија, тогаш настанува па стеснување или грчење на крвните садови, а тоа доведува до покачување на крвниот притисок. Можеме да имаме обратна ситуација. За тоа треба многу добар баланс и да има припрема. Јас што викам, кога идеме во моловите, добро, ние сме повозрасни сега, ама секогаш со себе носи мало дукстерче, некое джемперче. Останато е некако, можеби, како една превенција. Да, не знам кај вас младите, дали тоа го практикувате. Сме добра транзиција во тоа. Али не е лошо да се створат навики од и стварно врши работа. Од и влегувате испотени таму, веќе е преладно и тоа дополнително тоа некако делува слично на ќе му дојде организмот. и како адаптацијата, нели, кога сакаме во лето да пиеме ладни напитоци, јас сосема Да, апсолутно. спротивно би требало некој пат да ги пиеме млаките чаеви. И со ладно пиво сме имале колапсни состојби. Вистина? Да. Со ладно пиво? Ладно пиво, нагло. Сакаме нели да си ја гаси лежето. Чист избор во топлото време, но треба исто така. Особено што е алкохол плюсивно, иако нели мал процент алкохол, меѓутоа и добро кога веќе ги спомнавте, доктор Силана, состојките, нели се обидуваме некои рецепти наши да воведеме утрово, па секој пат го балансираме тој оброк, меѓутоа знаеме дека за луѓето кои што се сензитивни со хипертензија или се можеби за жал подложни за да видат и пациенти да станат категорија на луѓе кои што нели се дел од нели со крвниот притисок се соочуваат. Солта треба да се истреби, рече си. Вела дека 5 грама сол дневно би требало да ја направиме, да ја адаптираме некако. Кои други состојки се можеби предизвици, летни предизвици за лицата кои што се со хипертензија или пак имаат можеби за жал некаква своја траекторија лична која што период. Рековте пред се сол се додава во храната за да храната биде вкусна и да се внесе оној оптимум што е потребен нели за функционирање на клеточни мембрани и целиот метаболизам, мислам нели. Од друга страна треба да се внесуваат во однос на хипертензијата, рековте, други фактори. Добро. Преголема консумација на алкохол, кафе, гојноста, премасна храна, се тоа фактори кои што доведуваат до покачување на крвниот притисок. Затоа посебно во овие месеци, значи кога температурата е значајно покачена, советуваме значи повеќе да се пијат течности, тоа некаде околу 2,5 литри до 3 литри, зависи нели од хабитусот, од тежина, пол и така, али од прилика тоа е некој оптимум. Да се јаде повеќе оброците да бидат на овоштие зеленчук, другите оброци да бидат количински помали, значи да го штедиме срцето од се што е премногу дополнителен напор на кардиоваскуларниот систем и треба тоа да го колку можеме да го елиминираме или намалиме. Потоа да бидат варива, супи повеќе да се конзумираат, значи помалку кафе, веќе ако е кафе, тогаш да биде со млеко, значи количински да биде повеќе, па и да се хидрираме. Значи, а пак да имаме вкусна кафе. Зошто да се избегнува? Бидејќи кафето е диуретик. Кофеинот и тој доведува до исфрлање на течности во организмот. Веќе онака со потење се губат течности, дополнително преку кафе губиме преку урина, значи и со тоа потенцираме загуба на течности во организмот и станува подоминантна дехидратацијата, значи. Што е основен проблем и опасност кога настануваат сите овие потешкоти и компликации од покачените температури. Значи малку да го истребиме кафето би било. Да, за оние кои што имаат неколку шолји во текот на денот кафе се разбира за овие топли денови. И ова е дел од советите или како и на кој начин би требале да повнимаваме, како би превенирале некоја несакана ситуација, но ако зборуваме за симптомите кои што би требало да се препознаат и како всушност би увиделе дека срцето страда на овие топли температури, поточно ова топло време на високите температури, што е тоа кое што карактеристично би го споменали или кога е време да се консултираме со доктор? Да.
би кажала малку ќе разграничиме симптомите гоби кои што би се појавиле при високи температури кај претходно под наводници здрава индивидуа и оние што веќе имаат постоечко кардиоваскуларно заболување. Значи, еден од тој компензаторен механизам, тој е тахикардијата или забрзана срцева работа. Се јавува кај лицата како еден одговор компензаторен на покачената температура и вазодилатацијата на кожата, бидејќи организмот мора да пумпа повеќе со оглед на тие зголемен циркулаторен волумен кој што е потребен за да се исфрли топлината, да се овлади организмот, кажано, и тоа е дополнителен стрес и оптоварување на срцето. И оно реагира со зголемена контракција и со забрзан пулс. Значи, индивидуите, што станува збор за здрави индивидуи, може да чувствуваат палпитација, или тоа е свесност како трепирање во градите за срцевата работа. Тахикардија, тоа е фактички свесност или за јака контракција или пак за брзана срцева работа. Тие се основните симптоми кои што ги чувствуваат, ако веќе тоа се влошува и не се преземат мерки за да се реагира на ова ниво. Значи, пациентите чувствуваат замор, малаксалост, некогаш може да имаат и градна болка, веќе тој симптом ако се јави, кај пациент веќе е алармантен или отежнато дишење, недостиг на воздух, треба да бараат лекарска помош. Кога зборуваме за мерењето на крвниот притисок, а исто така и пулсот, колку често или дали почесто треба да биде мерењето во текот на летниот период? Па, би советувала да се мери. Пациентите што немаат кардиоваскуларно страдање и така во некои препораки викаат при преминна сезона да се измери крвниот притисок, значи да имате отприлика еден увид во вашата состојба, пулс и крвен притисок. Оние со постоечко веќе кардиоваскуларно заболување треба тоа почесто да го прават, посебно и што примаат кардиоваскуларна терапија, хронична, значи за да имаме адаптација на дозите. Останува ли иста примината на терапија во летниот период или се прилагодува за топлото време? Треба ли пациентите кои што веќе имаат вакво одредени кардиолошки заболувања да ја проверат терапијата, да се консултираат со доктор? Па препорачливо е пациентите пред овој летниот период да направат една кардиолошка консултација или интернистичка консултација, значи во однос на терапијата и да видат дали треба да се направи некоја модификација. Пошто за време на покачените температури, веќе поради овие механизми кои што ги објаснивме, доаѓа до намалување на крвниот притисок. Ако веќе они претходно имаат лекови за регулирање на крвниот притисок, може тоа да се потенцира и да дојде дури до губиток на свест или една колапсна состојба. Затоа кај тие пациенти советуваме да се намали дозата, значи на антихипертензивниот лек, значи да прават почести мерења на крвниот притисок и отприлика како да се движи тоа намалување, ги советуваме, персонализиран пристап, има индивидуализиран за секој пациент и за тоа советувам нема генерални правила, него секогаш треба да има еден контролен преглед за да на пациентот му се даде упатства како да се однесува. Тоа е основно. Покрај антихипертензивните лекови, значи, што би требало да се намалат, потребно е и да има адаптација, модификација и на лековите кај пациентите посебно со срцева слабост. Исто тие лекови примаат и пациентите со хипертензија на диуретската терапија или лекови кои што се примаат за исфрлање на течности. Бидејќи со потењето се губи значајна течност, плюс ова веќе се намалува волуменот за циркулација, пациентите може да имаат низок крвен притисок, со колапс, може да има во такви услови засегање на бубрежната функција, па малку од една несериозна и немарно однесување да
навлечеме компликации, така посериозно. Сега, кога велиме дека некои луѓе според ќе направат крвна слика, доктор Силвана, референтните вредности покажуваат дека има дефицит од витамин Д, особено нели во зимскиот период, ајде летото некако го компензираме. Меѓутоа, контрадикторности можеби да постојат за луѓе кои што се за жал пациенти со хипертензија, а при тоа се бара некој пат нели изложување на половина час на сонце и така натаму. Тука што би препорачале, каков еквилибриум би создале за луѓе кои што ги имаат високите референтни вредности, а сепак нели телото си бара природен витамин Д. Да, сигурно треба да се престојува на сонце и надвор, апсолутно, само она што препорачуваме да не се излегува на сонце, значи некаде околу 11 часот, по некои до 3 часот и ние малце пролонгираме до 5 часот. Такви нели како нација сме ние, малку мора да повеќе го стигнеме обрачот за да нешто испочитуваме. Поучени И така што од 10 до 5 часот да се избегнува престој на надвор на високи температури. Ако тоа треба да се направи, треба да бидат и мора некоја неотложна работа да бидат заштитени, обавезно ставање капа на глава, на очари, крем за сочарне, заштитен крем значи на лице и обавезно во раката нели флаша вода. Поучени од искуството ваше долгогодишно, јас ви кажав и зад камери дека за жал и во моето окружување имам пријатели, другари кои што се за жал прилично млади, а се долги години веќе со лекови и терапија за хипертензија. Предпоставам дека и гојазноста, вие споминавте, ние сме, да речеме, нација која што знае да подлежи на мрсна храна и некако не ги имаме тие регулирано работи, фаст фудот, или джанк фудот и така натаму. Што би препорачале и предпоставам дека и младите денес не се земени. За жал да бидат во релација со тивкиот убиец. Да дадеме, мислам да дополнително кажеме и за намалување на возрастната граница на пациенти кои што имаат кардиолошки заболувања. Па има значајно поместување. Кога јас навлегов во кардиологијата и почнав да работам, правевме некоја студија и таму просечната возраст на пациенти со миокардиен инфаркт некаде беше околу 62-63 години. Сега, да кажеме колку 2-3 децени, значи значајно е поместена така што некаде ние околу 50 на години, ние просечната возраст на пациентите. Тоа не е малку. Значи, ние имаме пациенти на 30 години, па дури со сериозни кардиоваскуларни заболувања, со миокарден инфаркт, за хипертензија да не станува збор. Се почесто младите имаат покачен крвен притисок, дали е од новиот начин на живење, веќе сте сите под стрес, нели новото време, се трка со време, трка со рокови, екзистенцијални проблеми, сето тоа, значи зголемениот стрес влијае. Мислам дека не толку практикување здрави навики, пошто впечатокот ми е дека веќе се повеќе младите практикуваат здрави навики на живот. Значи се џогираат, трчат, планинарат, идат во джим и така начин на исхрана, повеќе се внимава, али мислам дека стресот го прави своето. И тука треба некако да се најде еден баланс за тоа да се елиминира. Тука ќе вметнеме еден совет или да речеме аларм за оние кои што можеби и покрај тоа што се информирани или едуцирани за тоа какви би можеле да бидат симптомите, особено кога зборуваме за топлото време, сепак некако можеби знаат да ги игнорираат и сето тоа да го препишуваат на жештината. Да, жештината е фактор, но нели состојбата е нешто кое што треба да се контролира, поточно треба да се прегледа, а потоа и да се контролира и дали треба терапија така натака одлучува доктор. Што би кажале за оние кои што сакаат да ги игнорираат симптомите? Секогаш кога може, нели, кога ќе дојде моментот веќе дека треба посета на доктор, тоа е тоа, но за подоцнежно појавување на доктор, тогаш и последиците знаат да бидат поголеми. Пред се тоа игнорирање и нели квалификација, тоа е од жештината, малку е несериозен пристап кон работите или па страв дека нешто се случува, па наоѓаш оправдание, мислам тие две работи за алиби, точно така. Значи како и да е, како особата чувствува подолготрајна тахикардија или забрзана срцева работа, има отежнато дишење, чувствува болки во градите, малак сан, изнемоштен,
има вртоглавици, значи болки во мускулите или појава на грчеви, гледа дека концентрацијата поголема поераздразлив, концентрацијата му е намалена и меморијата, се тоа симптоми кои што укажуваат дека постои едно засегање на кардиоваскуларниот систем и дека е потребно да направи консултација со професионалец, значи со стручно лице. Претпоставам дека кај младите постои некаква, доктор Силвана, генетска предиспозиција, ако родителите можеби нели биле пациенти и се, дека можеби да се наследи, освен ризик фактори кои што влегуваат, како што кажавме, мрсна храна и темпото на живот и така натаму. Постои, претпоставам дека е процент на генетска предиспозиција? Да. Постои процент на генетска предиспозиција, посебно кога се јавуваат кардиоваскуларни заболувања, кај на помлада возраст, тогаш доста генетиката е, да кажеме, еден од главните играчи која станува збор за причините за појава на кардиоваскуларното заболување, значи генетски фактори, стрес кај млада популација, кардиоваскуларни заболувања, со оглед на тоа, нели сега малку сте поедуцирани, помодерни и трендовите за здрави навики повеќе ги практикувате. Мислам дека и помалку се пуши, таков ми е впечатокот. Сега вие повеќе Од некои барем истражување или она што го отвораме како теми, веројатно повеќе повторно половина населението во Македонија, за жал, особено да речеме за младата популација. Чинам дека можеби доктор Александар Митов, ваш колега исто од вашата фела, спомена дека 89% се млади луѓе, за жал, кои што се посегнуваат. Да, една анкета така направив на предавање кај студентите во медицина и тука доста присутно е пушење, што мислев дека е помалку има такво впечаток. Да, веројатно да личниот впечаток, зависно со тоа каде се движиме или со кои луѓе комуницираме, може да ни даде една полажна слика, но затоа се тука статистиките кои што би требало да се прават во однос на тоа и што е најважно апелите и советите, особено како ризик фактор пушењето кој што се споминува не само кај кардиолошките заболувања, туку и генерално, но тоа веројатно ќе биде некоја наша друга тема кога ќе зборуваме токму за пушењето како и нели превенирањето на одредени заболувања. Треба и таа тема така малку да ја се заокружуваме нашата денешна тема со оние совети кои што и вие ги дадовте, докторите ги даваат во овој период и кои што треба да ги почитуваме и да бидеме дисциплинирани, особено оние кои што веќе си имаат некаков здравствен проблем, а тоа е хидратација пред се, тоа е особено важно, но истовремено и препораките од 10 до 17 часот. Доколку нема потреба и да не се излегува и се разбира да се консултираме со доктор доколку има потреба, при тоа да си ги забележуваме знаците и симптомите на кои што ни ги дава самиот организам, а истовремено и за оние кои што се веќе по терапија, редовно примање на терапијата, особено за модификација, адаптација на терапијата зависност од климатските услови. Само за крај, неколку 4-5 работи, мит или вистина? Чисто да или не? Ајде. Чисто што би било интересно како за гледачите. Мит или вистина, ладниот туш е најдобар начин за нормализирање на срцевиот ритм при жестини? Зависи колку ладен, млака вода да биде, ладен туш не. Ако веќе пиеш лекови за притисок, не мораш ништо друго да минуваш во лето? Не. Сите оние навики треба да се и принципи на однесување, значи треба да се почитуваат. Доктор Силвана, мит или вистина, само над 140-90 се смета за опасен притисок? По препораките тоа, така се дефинира хипертензијата, но која станува збор за млади особи, за мене и над 120, веќе кај една млада индивидуа, веќе значи дека треба нешто да се промени во однесувањето и во начинот на живење. И сосема за крај, дехидрацијата се решава со 1 литар вода наеднаш. Наеднаш не, значи секогаш треба, значи погрешно како да кажеме, значи секогаш рехидратацијата треба да биде постепена, бидејќи не можете за 1 литар за 2-3 минути да се испие, тоа е оптоварување на циркулацијата, што дополнително може да ја влоши состојбата. Значи да ги бараме вистинските извори, каде би ги добиле вистинските одговори, а денеска ги добивме, се разбира, од вас и ви благодариме на вашето време и гостување во Утринската. Гостувањето ваше ме потсети на луѓето кои што се од златните времиња, мислам дека многумина ќе се согласат, она вистински занечи во својата работа, така што ви благодариме за излегувањето денес. Вам за можноста. Во секое време. Се гледаме сигурно во следна прилика.